Во изминатите денови неколку пати јавно побаравме од премиерот Заев за лидерска средба во врска со името. 6 дена ВМРО ДПМН бара од оваа неодговорна влада лидерска средба. 6 дена се доволен период и за усогласување на термините со лидерите и доволен период Заев да ја објасни на јавноста што се случува со преговорите за името. Очигледно се работи за нешто сосема друго и владата се обидува нешто да скрие од јавноста. Но она што можеше да се види во изминатите денови е нескрен оптимизам од грчката страна и тврдењата на Заев дека имало некакви креативни решенија, без при тоа да соопшти за што станува збор. Заев кажа дека биле утврдени некакви опции што би можеле да бидат прифатливи. Кои се тие опции? Дали тоа значи дека веќе се договориле? Или тоа значи дека се што грчката страна побарала, Заев се согласил? Дали тоа значат преговори за Заев? Во речникот на Заев повеќе никаде не можеме да го слушнеме предизборниот став за непромена на уставот и референдум за решение за името кое би било прифатливо и за кое би требало да се произнесат граѓаните на Република Македонија. Од тука, нејасно е дали ова се уште е ставот на СДСМ и Зоран Заев, кој го ветуваа предизборно пред граѓаните. Очигледно се купува време и се наметнува впечаток дека се работи за решение кое би било договорено и кое подоцна целокупната јавност и граѓаните би биле ставени пред свршен чин. Во меѓувреме, главниот брифер на информации во Македонија се грчките медиуми. Подсетуваме дека Зоран Заев нема никаков монопол, никакво суверено право на тоа прашање, особено не да одлучува во името на сите граѓани и сите политички субјекти за најважното прашање за сите македонци. Зоран Заев не смее да узурпира добиената позиција и да наметнува решенија за кои јавноста не е информирана. Затоа, со цел да се оттргнат сите сомнежи и да се види што е тоа што го крие Заев и СДСМ, бараме уште еднаш итна и неодложна лидерска средба, каде освен носителите на преговарачкиот процес, премиерот Заев и министерот за надворешни работи Димитров, би учествувале лидерите на политичките партии и председателот на државата. Владата не смее да ја држи државата, јавноста, граѓаните, медиумите во информативен мрак. Потребен е сериозен и зрел пристап. Ви благодарам. Прашање? После вчерашните преговори во јавноста прости информација за последниот предлог како решение Република Илинденска Македонија. Тоа за вас е прифатливо, како го коментирате? Ова што сега го напоменавте, барем од информациите кои што ВМРО ДПМН има, се уште или е на ниво на шпекулации. ВМРО ДПМН е сериозна и најголема политичка партија во државата и воопшто нема да се впуштиме во коментари на шпекулации. Впрочем, и темата на денешната конференција е барање на итна лидерска средба, токму за да ги трнеме на страна сите овие шпекулации и да бидеме информирани што е она што го преговараат Заев и владата на СДСМ.